Па, за лавовите, они живеат нели во чопор, мажјак може да има повеќе женки и ако се роди некој малечко, тогаш мајката се мислува за заштитнички према малото. Најубаво е кога ќе се роди мало лавче да се одвојат мајката со лавчето од мажекот, бидејќи мажекот може да има некој друг мажек кој што го чувствува малото лавче како конкуренција и може да го нападне или да го повреди или да го убие. Под 2 години лововите се такви животни кои што одат како номади, значи одат во друг чопор или како номади се приклучуваат кон друг чопор. Ако се посилни од доминантниот лав, тогаш они го преземаат чопорот со лавиците. Ако не се пак одат како номади, додека тоа е после 2 години, додека не најдат никои женки каде што ќе можат да се спарат и да го продолжат потомството. Во случај некој од лавовите да сака да ги изеде малите лавчиња, мајката како би се однесувала? Па би се однесувала заштитнички сигурно према нејзино лавче. Има мајки кои што се однесуваат заштитнички и према други мали лавчиња, или па не само према лавчиња, гледаме на овие каналиве каде што се однесуваат заштитнички према некоја антилопа која што е усвои. Значи се чува антилопата, не ја јаде, меѓутоа кога ќе дојде посилен мажек, тогаш он може да ја изеде. А лавицата ја чува. Такви случаи сме гледали на телевизија. И тоа, кај нас ние сигурно би ги раздвоиле посебно да се биде, посебно живеалиште да биде малечкото, додека не попорасне, така. Колку често се случува кај лавовите лавицата да се ги изеде малите? Па кај не сме виделе ние дека има некој таков случај. Кај нас не имало. Не сме имале прилика да видиме нешто такво. Меѓутоа сигурно има и тоа. Штом се јавило во некој зоолошки градин, штом се јавува и во природа, тогаш и тоа се случува. Значи, може би мајката некако лавчето и мириса нешто друго. Тоа што и ние, например, кога се роди некое животно, не смееме да го галиме, не смееме да го фаќаме кај нас, бидејќи миризбата наша ќе се пренесе на малото и после може мајката да го одбие, да не цица или нешто така. Тоа не го кажам исто и од ветеринари, нашите што се